Вака, Мики, те викнав да збориме за иднината на Северна Македонија. Каква иднина? Ајде, дај нешто конкретно, бе, брат. Дај нешто, дај сипи по една ракија да не трне муабетот, бе. Така те сакам, бе, само лабаво, бе, другарче, бе. Така, па нормално. Ваква ракија немаш пиено од кога си жив. Пробај и ќе кажеш. Ајде. Ајде. Чере? Што викаш? Добра. Домашна, ова? Домашна, бе, најдомашна. Ова на Венко еден пријател ја прави, ама користи грозија од негово лозје, од други не зима. Да, се гледа дека сте домакини, бе. Сва, браво, многу е добра ракијава. Него, зашо ме викна? Па вака. Слушнав дека си сакал да смениш дрес, дека не ти се свија више да бидеш дел од оваа антиевропска коалиција и дека сакаш да предаш у опозиција. Па види, има вистина у тоа што си го слушнал. И па ако има вистина, знаеш дека ако сакаш да смениш дрес, знаеш што сме ние за ВМРО, бе? Ние сме ти Манчестер Юнајтед. Го погоди клубот. Молим? Ништо бе, ништо. Нема молим, не молим. Ако сакате да преговараме, да сменам дрес, ќе треба да се договориме за условите. Па нема проблем, да се договориме, ајде. И па, ништо тогаш, јас имам менаџерка, она ме застапува мене за трансфери, ки се јавам, сега ќе дојде. Ако. Ало, Цики, можеш да дојдеш, да. Ајде. Сега ќе дојде, Цики. Здраво, јас сум менаџерката на Мики. Здраво. Драго ми е, јас сум Теодор, иначе звани Прле. Иначе, пошто имаш ти менаџерка за трансфери и ја имам, ние ко партија имаме менаџер за трансфери, само да му се јавам. Ако јави се? Ало! Тихи, ајде, доаѓа, ајде. Добар ден. Јас сум Тихи, менаџер за трансфери во СДСМ. Здраво. Здраво, шеф. Па чим се тука менаџерите, они нека се договараат, ја и ти ќе ќутиме. Така е, ајде, Цики, распали. Можеме. Повеќе. На Мики жена му сака да биде амбасадор. Колку што знам, на Мики жена му има само 30 години, млада е за амбасадор. Млада е, ама додека да дојдете вие на власт за 6 години ќе биде таман. Да. Значи вака, сега да најдеме компромисно решение. Јас предлагам вака. Првиот мандат, сопругата на Мики да биде конзул, а после тоа ќе ја правиме да биде амбасадор. Може. Одлично. Може. Втора работа, Мики има тројца невработени први братучеди. Така, да, невработени се штета, да, ќе ги вработиме. Еве, например, предлагам во Евана. Не уевен, администрација. Администрација, да. Кој ќе бидеме на власт, па имаме министерства, ќе ги правиме чиновници, договорено и тоа. Договорено? Договорено. Ја гледате оваа актовка? Многу убаво. Актовката е убава, ама во неа треба да има 100.000 евра, необележени багноти, може и по 1000. 50.000? 60.000? 55 да се најдеме на средина. Може. Договорено. Честитки, супер. И за вас ќе има хонорар, не се секирате, ама сама ќе си го платите данокот. Колку барате хонорар? 5.000 евра. Договорено, сами си платите данокот. Готово, договорено. Толку од нас. Па чим се договорија, Мики повели еден дрес од Манчестер Юнајтед. Што Победуваме! Победуваме! Колку е убаво, колку е лесно да се договори со вас, човек. Значи, джентълмени, прави джентълмени сте. Браво. Да, слушај, Тихи, јави му на шефот дека се окрупнуваме и дека за 2 години победуваме. Победуваме, ајде. Сипи уште по една ракија, ајде. Ставите ми и на мене, ја го направив договорот на векот. Така. Ајде прво на дамата. Ало, шефе, здраво, овде Тихи. Прли ми кажа да ви се јавам и да ви кажам дека опозицијата опасно окрупнува. Пратеникот Мики од власта се пребаци во опозицијата. И Прли ми кажа да ви кажам дека за 2 години победуваме. Така е, шефе. Да живее! Да живее Македонија! Пријатно! Северна, Северна, шефе! Пријатно!